Добре дојдовте на Слободен печат. Моето име е Александра Вуксановиќ. Еве што има ново. 11 дена по грозоморниот настан во Ченто, каде 14-годишно дете беше прободено со нож 7 пати во грбот, а неговата мајка Џелјана Селими тврди дека напаѓачите кои биле возрастни, полнолетни, извадиле и калашников. Нема ниеден осумничен за ова кривично дело. Вчера од Министерството за внатрешни работи за Слободен печат информираа дека лишени од слобода биле 3 лица. Кога биле лишени од слобода овие 3 лица и колку време им траело лишувањето од слобода? Зошто тоа не резултирало со кривична пријава до јавен обвинител и зошто нема мерки за предпазливост или притвор? Мирослава Симоновска бара одговори. Условно осуден човек од доверба на Мицкоски ќе биде одговорен за добро владење, без да биде споменат со име и презиме, но со јавни податоци кои упатуваат на него. Димитар Димовски ќе биде одговорен за ресорот добро владење. Димовски всушност е условно осуден за случајот познат како Топлик, за продажба на државно земјиште за изградба на елитниот комплекс Сончев град во Сопиште, а беше обвинет и за случајот Шпански скали, поврзан со Скопје 2014. За овој случај обвинетите пред неколку години добиле ослободителна пресуда од кривичниот суд. Дознайте повеќе во текстот на Фрусина Факова Серафиновиќ. Лидерот на Левица Димитар Апасиев со остра објава на социјалните мрежи го нападна председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски, оспорувајќи ги неговите академски квалификации и професионалното искуство. Апасиев напиша дека во нормална држава професорите стануваат уставни судии, а не обратно. Според него, 4 објавени научни труда не се доволни за биографија што би предизвикала почит во академската јавност. Не ви е голема биографијата, туку стомакот, напиша Апасиев во објавата. Македонската индустрија продолжува да ги губи работниците. Најновите податоци на Државниот завод за статистика покажуваат дека во мај 2026 година бројот на вработени во индустријата е намален за 2,6% во споредба со истиот месец лани. А најголемиот удар го трпи рударството, каде што бројот на работници е намален за 7,3%. Домашните фирми со години алармираат дека се малку застапени дека јавните пари одат во странски џебови. Приказната со автопатот Кичево Охрид со кинескиот изведувач Синохидро нема кој не ја знае. Во 2023 година пак беше подпишан договор со американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка. Надеж влева ангажманот што го доби Гранит, кој предводи конзорциум што летово треба да почне да го гради автопатот Скопје-Блаце, кој се смета за исклучително сложен проект. Ке чепнат ли од парите домашните фирми или кајмакот ќе го соберат странци? Повеќе за ова во текстот на Весна Дамчевска. Следува вознемирувачка содржина. Снимка за која се вели дека ја од гостивар и на која се гледа како преплашено бездомно куче во очај скока од зграда во изградба. Ги вознемири граѓаните на социјалните мрежи. Според сведоштвата на очевидци, кучето скокнало откако насилници наводно некои од работниците на градилиштето го бркале и го тепале. Во објавата се тврди дека кучето влегло на градилиштето барајки за сомниште од горештината, но дека таму најшло на луѓе кои го тепале за да го избркаат од објектот. Кучето во паника избегало нагоре по скалите до последниот кат. Таму во безизлез скокнало во смрт пред десетина ужаснати сведоци. Околу 30 нови градби предвидува новиот нацрт детален урбанистички план за просторот на Водно кој се нарекува Барутана. Планот се најде на дневен ред на седмицата на Советот на Општина Центар, која започна во вторникот, но потоа беше прекината и ќе продолжи во наредниот период кога советници треба да го кажат своето мислење за овој ДУП. Од граѓанската иницијатива Шанса за Центар денеска алармираат дека нацрт ДУПот за Барутана ги надминува параметрите дозволени од генералниот план на градот и дека може да создаде ново ерозивно подрачје над градот. Осум дена по катастрофалниот земјотрес во Венецуела, спасувачките екипи извлекоа жив маж од вратините на 8-катна зграда. Операцијата во која учествувале меѓународни тимови, спасувачите ја опишале како вистинско чудо. Хернан Алберто Гил Флорес, обезбедувач на возраст во 40-тите години, бил пронајден под речиси 9 метри бетонни урнатини
во струшениот паркинг на трговскиот центар во Лагваира. Овој град е меѓу најтешко погодените подрачја. Во спасувањето биле вклучени екипи од повеќе држави, а целата операција траела повеќе од 70 часа. Маж вчера се самозапали во близина на седиштето на Обединетите нации во Њујорк, откако на тротоарот поставил знаме поврзано со владата на Тибет, во екзил во обид да упати апел за независност. Полицијата не го објави неговото име и не наведен можен мотив за неговото дејствување. Франција регистрираше 2025 смртни случаи, повеќе од вообичаено за време на исклучителниот топлотен бран кон крајот на јуни. Високите температури во оваа земја резултираа со тепачки за климатизери. Работата стигнала дотаму што интервенирала и полицијата. Барселона воведува нова мерка против жештините. Работниците во Барселона кои секојдневно работат под отворено небо ќе добијат на раквици што ја следат телесната температура, како дел од мерките за намалување на ризикот од топлотен бран во периоди на се почести и посилни топлотни бранови. Автобус рано утринава се стркала од автопат во провалија во југозападен Пакистан, при што загинаа најмалку 40 патници. Службата за имиграција и царина на САД уапси 10.000 луѓе за 5 дена. Дамаск му кажа не на Трамп. Сирија нема да влегува во Либан за да го разоружува Хезболах. Премиерот на Молдавија поднесе оставка, а албанскиот премиер Еди Рама порача дека нема намера да поднесе оставка и покрај протестите против проектот за луксузен ресорт на југот на земјата, кој влегоа во вториот месец. Тим од археолози открија над 400 антички монети на археолошкиот локалитет градиште Видолско, а дел од нив потекнуваат и од времето на македонскиот крал Филип II. Истражувањата ги спроведуваат македонските научници во соработка со Универзитетот Кал Поли Хумболт од Калифорнија. Што мислите? Колку е моќен македонскиот пасош? На најновата листа на најмоќни пасоши во светот, македонскиот пасош се најде на 41-то место меѓу 199 земји. Пасошот на Македонија е оценет врз основа на тоа што со него може без виза да се патува во 127 држави ширум светот. Индексот се базира на податоци од Меѓународната асоциација за воздушен транспорт, а клучниот критериум е бројот на земји достапни без виза за граѓаните на една држава. На врвот на листата и оваа година се наоѓа Сингапур, чии граѓани можат без виза да патуваат во 192 земји. А сега за една неверојатна мисија на еден човек токму од Сингапур. Опремен само со марама и голи раце, 42 годишниот Кларенс Чуа спасува пчели, ставајќи цели гнезда во дрвени кутии и преместувајќи ги на безбедни места, често пати во својот двор. Она што ми се допаѓа кај нив е тоа што ако ги почитувате и не им се заканувате, тие ќе ви дозволат да влезете во нивниот простор, рекол Чуа. Од убавите вести дома издвојуваме. Срната Бамби, која минатата недела беше пронајдена во Кичевско со тешки повреди од нелегална стапица. За сега нема да биде евтаназирана. Бамби е вдомена во село, се дружи со спасено јаре и многу други животни. Се бара храбар ветеринар кој што ќе ја оперира. Тоа беше се од мене, многу повеќе на slobodnpečat.mk. Имајте прекрасен викенд. Се читаме.